Добро вечер со Кот. Се затвора кругот околу тоа како канабисот, кој требаше да биде наменет за медицински цели, завршил како марихуана во Србија. А Србија можеби е само една попатна станица. Гледајте Кот. Колкави количини марихуана досега излегле од Македонија се уште не е познато. А во меѓувреме, одземени се 6 лиценци од 10 проверени одгледувачи на медицински канабис. Во меѓувреме Малмет уште не излегол со официјални податоци колкава количина на медицински канабис или цветот канабис е извезен официјално. Обвинителството потврди дека дрогата, марихуаната, најдена кај Крушевац во Србија е со потекло од Македонија. Шверцот бил организиран, како што објави Код во минатото издание, со царински документи за извоз на лесна текстилна стока, а наместо царинета стока во камионот биле ставени кутиите со марихуана. На тој начин, камионот ја преминал границата за Стара Нова година, која традиционално и масовно се прославува низ Србија, па и на граничните премини кон таа држава. Обвинителството осомнечи досега 6 мина кои го организирале и учествувале во транспортот на марихуаната. Операцијата за шверц на марихуана почнала уште во декември, кога паднала групата да се спакува марихуаната во кутии во фабриката Алфа Фарм Груп во Скопје. Кот открива и други детали поврзани со начинот на пакување на марихуаната, како се движал транспортот, како групата се обидела да ги сокрие трагите од шверцот и да ги уништи со палење работите користени при транспортот на нелегална стока, односно дрогата во Србија. Во српското село Конјух на крајот на јануари беа најдени 5 тони марихуана, од кои голем дел се одгледани во македонските фабрики за медицински канабис. Еве ја реконструкцијата која ја подготви Кот. Марихуаната во Србија била изведена, односно шверцувана како товар на петници. Според сознанијата на Код, камионски транспорт со петници од Прилеп требало да оди во Манчестер, Англија. Транспортот го реализирала фирма од Радовиш. Возач на камионот го зел товарот со квалитетни и лесни македонски перници и тргнал кон север, кон дестинацијата од Царинската декларација за извоз. Печатот на Царинската декларација е ставен на терминалот во Прилеп. Таму е извршена шпедицијата. Исто така запечатен товар со петници. Камионот и возачот тргнуваат на пат. Ама наместо директно кон границата и преминот Бановци, тој камион се упатил кон Свети Николско и застанал на паркинг пред селската црква во Сарамзалино. На паркинг плацот требало да се најдат со друг камион. Повеќе други товарни и патнички возила тргнале од Скопје од фабриката за производство на марихуана Алфа Фарм Груп во кругот на фабриката Окис. Овие возила ги организира второосомничениот, кому му е одреден притвор. Станува збор за лицето ДС од Кочани, тој всушност е претходница на пратката, затоа што е утврдено дека неколку пати одел за Србија и се враќа. Го подготвувал теренот. Во возилата имало марихуана, но со нив немало полициско обезбедување и придружба како што налага законот, туку само едно службено возило на фирмата Алфа. Од Охис преку булевар Србија. Тој товар за шверц излегол од Скопје, а неговото движење е утврдено и преку камерите од Сейф Сити, на локациите каде е поставен овој систем. Товарот марихуана бил спакуван во 200 кутии тешки по 6 килограми, односно бил вкупно 1,2 тони. Во кутиите биле кесите со марихуаната. Истрагата открила и дека на овој транспорт имало двојно најлонско пакување на канабисот. Според сознание на Код, марихуаната првин била пакувана во помали најлонски кеси, потоа дополнително тие биле ставани во други, големи и подебели најлонски пластични кеси за амбалажа, и така ставани и редени во кутијата. На тој начин се намалува мирисот на цветот на марихуаната, за да не предизвика внимание на кучиња трагачи или на царински службеници. Од обвинителството објавија дека операцијата за шверцот почнала уште лани. Во декември 2025 вработените во Алфа Фарм добиле наредба од газдите да спакуваат 8832 килограми канабис во кутии. Тој канабис бил донесен од струмичките фабрики, поголем дел од СБД Медплант Ново село, но имало и од Лайфплант. Работниците за 2 недели ја завршиле задачата. А за да го намалат притисокот и да ги тргнат сведоците, газдите ги испратиле вработените во Алфа Фарм
на колективен одмор. Денот на операцијата бил 13 јануари. Одлуката ја донеле Иван Драгнич и Предраг Брковиќ, двајцата косопственици на Алфа Фарм Груп. Првиот е притворен и осомничен во Србија. Брковиќ сега е осомничен во Македонија. Главниот на групата, Александар Мијаиловиќ, е осомничен во Србија, но е во бегство. Преку белградската фирма Bionaturals, Мијаиловиќ има сопственички удел во валандовската Green Life, која исто така има лиценца за производство на медицински канабис. Спакуваниот канабис тргнал од Охис, па по излезот на автокоманда се упатил кон Свети Николе, кон осамен паркинг плац. Таму кутиите били истоварени. Два пати бил организиран таков транспорт од Скопје до Свети Николе. За да ја скријат трагата, во Сарамзалино перниците били извадени од камионот кој веќе ги поминал шпедитирските формалности и имал декларации за извоз на перници во Англија. Перниците биле претоварени во друг камион и однесени. Празниот камион го продолжил патот кон локацијата на која се наоѓала марихуаната во Свети Николе. Возачот пак во прилепската текстилна фирма чиј товар носел, пријавил дека има мал дефект и треба да застане на неколку часа во Радовиш за поправка. Краткиот сервис бил алиби за замената на перници со канабис, а возачот не свртел кон Радовиш, туку отишол кон Сарамзалино. Според сознанијата на КОТ, водач на камионот од Прилеп до Сарамзалино бил Александар Ивановски, кој сега е во притвор како осомничен. Камионот со шоферот Николовски биле главниот транспорт на канабисот кон Србија. Празен, без перници, тој тргнал и стигнал во Свети Николе на скриениот паркинг плац. Таму во камионот биле натоварени кутиите со марихуана. Луѓето кои биле ангажирани за утовар, биле ангажирани и за истовар во Србија. Тие биле со автомобил и се движеле како претходница на камионот на патот кон границата и низ Србија. Ивановски и уште еден осомничен се возеле со камионот кој мазно ја поминал границата и царината. Никој не го намирисал мирисот на марихуаната спакувана во дупли најлонски кеси. Камионот не поминал низ детална проверка на македонската страна од границата, но и на српската страна. Бил регистриран излез и транзит на перници, а во камионот имало марихуана. Од двоминатото издание објави како се одвива преминувањето на стока при граница и преку царинската проверка, кога станува збор за излез или за транзит на стока. При извоз или транзит царината ги дели камионите во три ленти. Зелена во која се опфатени речиси 94% од камионите на излез. И тогаш им се проверуваат само декларациите и документите за стоката која излегува од Македонија. Во портокалова лента се редат околу 6% од камионите, кога се врши внатрешна проверка на спакуваниот товар во камион. Во црвената лента, односно на посебен канал, одат околу 0,17% од камионите на македонските гранични премини при извоз на стока. Или од околу 15.000 бановце во спорниот период спомнат од српското обвинителство, на црвено и детално се проверени меѓу 25 и 30 камиони. При увозот на стоки во Македонија, процентот на детални проверки е многу поголем, затоа што стоката останува во државата. Во Србија влегле и камионот со дрогата и автомобилот со рагатите кои во Свети Николе утоварале, а требало да истовараат и во Конјух. Терминот за премин на границата избран да биде на 13 кон 14 јануари, ден кој не е на официјалните календарски ознаки за празник, но познат како Стара или православна Нова година. Ден кој масовно се слави во Србија, па дури и на нивните гранични премини. Македонската канабис експедиција ја искористила ноќта за своја шверт. Од преминот Прешев до селото Конјух, каде е најден складот со 5 тона марихуана, има околу 250 км или 2,5 часа возење. Доцна во ноќта, камионот стигнал до крајната дестинација. Македонското обвинителство досега од српските колеги не ги добило снимките од српската страна на границата и од српската царина, како камионот влегол во Србија, ниту пак ги добиле документите за влез на камионот во таа држава. Во 3 часот и 41 минута на 14 јануари, камионот со марихуана се исклучил од автопатот кон Белград и тргнал на запад кон Конјух, каде стигнале рано наутро и заеднички
македонски и српски државјани ја истовариле дрогата во складот, каде беа пронајдени 5 тона. Во истоварот на дрогата учествувале и македонските осомничени, но и повеќе луѓе од Србија. Канабисот бил распореден во складот. Дел изваден во малите кеси за полесно распространување, дел останал во кутиите. Подосна, тие кутии ги препознале и вработените во Алфа Фарм, кои ја ределе марихуаната во нив. Ноќ подосна, на српските веб портали за вести беше објавена оваа вест и слика. Во потполност изгоре камионска приколка на автопатот од правец на Белград кон Нови Сад по исклучувањето за Бешка. На лице место се наоѓаат 2 возила од пожарникарско-спасувачкиот батальон на Нови Сад, како и едно возило од пожарникарско-спасувачката служба на Инџија. Всушност, изгорената приколка е приколката од транспортот на канабис. Се запалила 15 на часа по завршувањето на истоварот на марихуаната кај Крушевац. Од складот во Конјух до местото каде изгорела приколката, која претходната вечер била полна со шверцован канабис, има над 270 километри и се поминува за околу 3 часа возење. Приколката изгорела. Возечот, кога видел оган, успел да ја трпне камионската глава и да ги извади каблите кои ги поврзуваат двата дела од камионот. Возачот Александар Ивановски се спасил и јавил на собствениците на камионот, транспортно предпријатие од Радовиш, дека се случил пожарот и дека изгорел товарот. Прилепските педници кои патувале за англиски Манчестер. Првичните анализи се дека пожарот почнал во делот на гумите и на задните лагери на приколка. По завршените увидни активности, камионот и возачот се пропуштени и тој се враќа назад. Со пожарот се уништени сите потенцијални траги и докази останати во приколката за транспорт на марихуана. Таков бил и планот, сценариото на групата која го организирала шверцот. Со приколката пак наводно изгорели товарот, перниците наменети за Англија, кои претходно веќе биле претоварени во Сарамзалин. Го зборуваше со собственик на транспортната фирма во кој бил ангажиран сега притворениот возач. Седиштето на фирмата е во Радовиш, постои од 1991, а еден од браќата собственици починал пред повеќе од половина година. Собственикот со кого разговаравме телефонски ни раскажа дека целиот случај ги погодил како гром од ведро небо и дека тие немаат никаква врска со случајот. Возачот Александар им се јавил среденоќ кога изгорела приколката во Србија. Бил вознемирен. Штетата од случувањата ми е 100.000 евра, имам и кредити за бизнисот. Ни изјави собственикот на фирмата со чиј камион е пренесен канабисот кон Србија. Бил посетен од македонските истражни органи поради случајот. На 29 јануари во Србија е пронајден складот со 5 тони марихуана и наредниот ден беше соопштено дека е поврзана со Македонија. Код во минатата емисија објави зошто дрогата веднаш е поврзана со нашата држава. Сепак на крајот на јануари, поради големите потреси во полицијата и обвинителството кои ги прави тамошната власт, одеднаш српското обвинителство за организиран криминал ТОК прави ноќна акција и упад во имот во селото Конјух, без известување до партнерите со кои до тогаш соработувале. Неколку соговорници на КОД сметаат дека акцијата во Србија била избрзана поради политичките прилики во нашиот северен сосед, поради што не може веднаш да се воспостави директна врска меѓу Србија и Македонија. По крајот на акцијата, иако српските обвинители очекувале дека ќе најдат марихуана, не очекувале огромна количина од 5 тона. Самите биле изненадени. Но при претресите се најдени 2 работи кои поврзале марихуаната со Македонија. Во Конјух е најден печат, оригинален печат на скопската фирма Алфа Фарм Груп, чие седиште и насади со канабис се во кругот на поранешен Охис. Проверките покажале дека еден од апсените, Иван Драгниќ, е собственик на Алфа Фарм Груп. Втората, многу битна работа е што е најден тефтер со испораки на марихуана, каде рачно биле пишани и заведувани количини на определени пратки, но и дестинацијата од каде доаѓа дрогата. Била наведена и Македонија. Веднаш по откритието, Александар Ивановски во придружба на едно лице заминал од Македонија во Италија, наводно на посета за да се види со пријатели. Но како што истрагата ги одмотувала замрсените конци на македонската канабис експедиција, така кругот се стеснува околу името на Александар.
тој сепак одлучил да се врати во татковината. Неговото враќање се погодило истиот ден кога премиерот Мисковски во придружба на министерот Тошковски и оперативниот врв на полицијата ја посети тајната локација на која се наоѓа полицискиот хангар со околу 40 тони марихуана запленети во 3 фабрики за медицински канабис. Таа истрага е почната по откритието во Коњух. Истиот ден, на 10 февруари, од Италија со авион доаѓа и возачот на транспорт. На аеродромот го чека полицијата. Во првичниот исказ се објаснува дека по влегувањето на српска територија, камионот бил пресретнат и грабнат од вооружени луѓе, но потоа едноставно се брани со мол, велат изворите на КОД, запознаени со текот на истрагата. Пријавил дека стоката, перниците и приколката изгореле 2 дена по инцидентот кај Бешка, но сето тоа било негирано со истрагата на македонските и српските обвинителства и полиции. Сепак, истрагата не го задржала. Во меѓувреме, полицијата успеала да влезе во трага на прилепските перници. Првичната идеја била да се уништат перниците, да се сокријат трагите, бидејќи по сценариото, тој товар всушност е уништен во пожар на приколката во Србија. Но тие што требало да ја исполнат таа задача, наместо да ги запалат, ги сокриле на неколку локации со цел подоцна да ги продаваат. Но по избивањето на аферата од една локација биле изнесени и уништени на пусти плацеви, далеко од патиштата, додека некои кои ги криеле, одлучиле да ги задржат и покрај ризикот по полицијата успеала да ги најде и да ги поврзе со шверцот. Во вторникот на 18 февруари, возачот Ивановски, како и главниот логистичар ДС од Кочани, кој го возел автомобилот со македонските истоверачи на марихуана за Коњух, се уапсени и притворени. 2 дена подоцна беа осомничени вкупно 10 лица во Македонија. 4 соработувале со обвинителството и објаснила како биле повикани да товараат камиони во Скопје. Осомничен е и косопственикот на Алфа Фарм Груп Предраг Брковиќ. Останатите тројца пак се осомничени, но и тие дале детали за својата улога во македонската канабис експедиција во Србија. Со истрагата во Србија е опфетен и еден од собствениците на Алфа Фарм Груп, Иван Драгнич, кој е во притвор во нашиот северен сосед. Според сознанијата на КОД, порано објектот на Алфа Фарм Груп, користен од друга фирма, имал годишен капацитет на производство од 800 кг до максимум 1 тон канабис. Но сега полицијата најде десетина пати повеќе марихуана од производствениот капацитет. Во досието на фирмата имало документи кои покажуваат дека Алфа Фарм имала склучено договори за купопродажба, за техничко деловна соработка и за закуп со двете фирми од Јужна Македонија, во кои исто така биле правени претреси. КОД имаше увид во еден документ за транспорт на марихуана од фирмата ЦБД во фирмата Алфа Фарм. Испораката на 1,2 тони марихуана била извршена на 10 ноември 2025. Транспортот бил извршен во кутии од по 6 килограми. Врските на Алфа Фарм со двете струмички фирми биле причина за почетокот на претресите во сите три истовремено, при што се најдени тони и тони марихуана. Сега се утврдува дали има кривични дела само по закон за контрола на опојни дроги или има и докази за организирана криминална група за шверц на марихуана. Дополнително, Алфа Фарм, кога добила лиценца 2024-та, има набавено и апаратура за екстракција на канабис масло, поради што и други фирми за производство на канабис можеле и доставувале марихуана за преработка. Но допрва ќе се утврдува и вештачи, зашто најдените десетици тони не биле на соодветно место и во соодветно пакување за идна медицинска обработка. Ако се направи шема за тоа кои фирми и лица досега се познати дека се вмешани во целата истрага околу транспортот на марихуаната од Скопје за Србија, тогаш на врвот се наоѓаат 3 лица. Иван Драгнич, кој се појавува во собственост на Алфа Фарм, заедно со Предраг Брковиќ. Александар Мијаиловиќ е еден од главните организатори и тој, иако не се појавува во собственоста на фирмата Алфа Фарм Груп, всушност преку белградската фирма Бионатурал Србија се појавува во собствеништво на Green Leaf во Ландово. Во шемата се влезени и двете струмички фирми, ЦБД Медплант ДО Ново село и Лифеплант Увоз-извоз Струмица, кои доставиле до Алфа Фарм Груп во ноември канабис, но за тоа пополниле само обични ливчиња и спратници без било каква назнака што да се прави со тој канабис. Меѓу прво осомничените во Македонија е возачот на камионот Александар Ивановски, кој наместо перници ја однел марихуаната во српското село Коњух,
во куќата на семејството Спасоевиќ, синот и таткото Небојше и Раде, кои ја имаат фирмата Флоракон, која официјално се занимава со одгледување на корнишони и други земјоделски производи. А меѓу оние кои се во притвор во Србија е и Урош Младеновски. Сите во Србија се бранеле со молчење. На терен секојдневно се проверуваат фирмите кои имаат лиценца за производство на медицински канабис и досега од проверени 10 на 6 им ја одземена лиценцата, кажува за код министерот за здравство. Но дали се ќе запре овде? Во Македонија на 35 фирми им беше дадена лиценца за работа, но од постоењето на законот досега над 60 биле со ваков бизнис. Ке се менували правилникот, законот, но и контролата. Разговарав со министерот за здравство Азир Алију. Министре, што покажаа контролите што ги врши комисијата која е при Министерството за здравство во однос на оние компании кои добиле лиценца за производство на масло од медицински канабис? За жал, од досегашните процесирани компании, 10 на број до денеска, резултира дека треба 6 од лиценците да ги одземеме и ние веќе сме во постапка за да може во вторник на седница на влада да покренеме постапка за одземање на 6 лиценци. Тоа значи дека голем процент од досегашните компании кои што се процесуирани не ги исполнуваат условите кои што се предвидени и строго дефинирани во закон. Што значи тоа? Дека тие произведувале, а не пријавувале? Или имаат несоодветни услови за производство на медицински канабис? Или пак направиле некој друг пропуст? Значи, се уште процесот е во тек. Дозволете да заврши, за да можеме да бидеме прецизни кои се елементите кои што донесоа до заклучок на стручната комисија за одземање на лиценците. Дали може да не ги кажете имињата на тие компании? Дозволете до вторник нека поминат, бидејќи се уште процесот е во рана фаза. Значи, правната служба кај нас ги анализира, нели законските акти, подзаконските акти, за да може да имаме и правен основ, но како и да е, од страна на комисијата, овој е заклучокот. Со оглед на тоа што веќе има 6 лица кои се задржани по барање на обвинителството, од кои 2 веќе имаат и ефективен притвор, можете ли се гледа дека потеклото на марихуаната која се најде во Србија е од Македонија? Дали вие како комисија утврдивте точно од која компанија се работи и се упатува на тоа дека е тоа што излезе и во српската јавност, дека е Алфа Фарм поврзана со компанијата која доставуваше цветот марихуана? Па да, имаме базични информации, но бидејќи процесот се уште не е завршен од страна на Министерството за внатрешни работи, не би дал податоци се со цел да може процесот да се заврши правно. Дали ќе се менуваат правилниците, подзаконските акти, законот, со оглед на тоа што очигледно е дека не се вршело на времена и целосна контрола на лиценцираните фирми? Значи, две работи произлегуваат досега за поврзани со законот и со методологијата. Прво, законот дефинитивно треба да биде подобро дефиниран во некој од членовите на законот. Вториот момент е методологијата и начинот како ги следиме и како се даваат тие лиценци. Мора да кажам дека за сега тоа е мануално и голем број на процеси се само за една компанија и замислете за 50-60 компании колку е обемот на работа. И затоа сакаме паралелно на ова, веќе размислуваме на сериозно да се промени таа методологија и пристапот, значи да биде дигитален, се со цел да можеме во реално време да комуницираме со секоја компанија, но и во реално време да имаме податоци што се случува со оваа индустрија. Оно што е нејасно, а помина 2 недели, колкав е извозот на медицинско масло или на цвет легален, пријавен, заради тоа што до ден денеска ние не можеме од Малмет да добиеме никаков податок во врска со ова, иако го бараме упорно. И ние како надлежна институција баравме. Одговорот од Малмет е дека до наредната недела, средина на наредната недела ќе ни ги доставуваат, бидејќи во моментот ги процесуират, ги работат, ги компарираат се со цел да бројката да биде точна. Ова ми е одговорот од Малмет. Меѓутоа, зачудува фактот дека од комисијата при Министерството за здравство има податоци
кои се доставени од страна на компаниите, колку е насадено. И тие податоци се кажани јавно. За да можеме да споредиме дали има извоз на црно, ни требаат и податоците од Малмот. Немаат ли тие обврска на комисијата секоја година да ја го даваат овој податок за да може да се компарира? Имаат обврска според одговорите што ги добив уште еднаш од Малмет, се дека имат проблеми со системот и затоа сакаат да ги компарираат податоците за да излеземе со јасно дефинирани и прецизни податоци. Да, се согласувам дека таа компарација е многу битна исто така и за нас, за да знаеме разликата помеѓу производството и материјалот кој што веќе е излезен од државата, се со цел да видиме со остатокот што се случувало, дали тоа се произведува медицинско масло кај нас во Македонија или се случило нешто друго. Она што се појави како податок е дека целата слика на производство на канабис или така наречен медицински канабис е кога се дозволило да се одгледува во услови надвор практично на нива, со одредени мерки на заштита, пишува таму во правилникот кој е сменет во 2023 година. Дали размислувате во насока на тоа да се укине можеби ваквиот тип на одгледување на канабис или пак да се контролира повеќе и во која насока се размислува за контрола, дали да се формира агенција или нешто слично? Па и досега со овој закон, постоечкиот закон, обврска е да има агенција која што ќе процесира ваков тип на административни процеси. За жал тоа не е направено. Со промена на законот и на таа методологија дефинитивно ќе видиме како се подобрите практики во светот и тоа ќе го направиме и кај нас. Исто така, тука ќе одиме со стандарди кои што ги бараат GMP процедурите, за да бидеме сигурни дека целата инфраструктура и процесирање на податоците од страна на Министерството за овие компании кои што произведуваат ќе биде, како што спомнав порано, во реално време, за да знаеме за секој стебло, капацитет, висина и така натаму, но исто така инфраструктурно кај нив да бидат во согласност со тие европски стандарди. Тука ќе бидеме сигурни и ние како Министерство за здравство, но исто така и компаниите дека ги исполнуваат условите, бидејќи на крајот на денот ова што ни се случува не е здраво ни за општеството, ни за Министерството за здравство, но исто така и за приватниот бизнис, бидејќи некои од тие компании имаат вложено многу во инфраструктура и знаете кога станувате тема во индустријата, тогаш веќе стануваат сите и тие што ги исполнуваат и тие што не ги исполнуваат условите. И ценам дека со јасно дефинирани правила ќе се заштитиме сите, и државата, и индустријата, и ние како институција. Она што исто така беше проблем е комисијата, не како комисија, туку присутноста на комисијата и можноста да работи надвор на терен. Факт е дека луѓето од Министерството за здравство се присутни овде, но тоа прашање е дали другите членови на време доаѓале за да може да се врши контролата. Како ќе го смените тој систем, освен софтверски што ќе ги следите, човечкиот фактор е многу битен. Дефинитивно човечкиот фактор е битен. Заедно со правната служба размислуваме и исто така анализираме вакви закони во другите земји кои што се поуредени, немат ваков тип на проблеми во процесот и како резултат ќе видиме, ќе одбереме најдобро решение можно за нас како држава, но исто така напоменувам, ова не е добро ни за индустријата. Тие вложуваат многу и на крајот на денот не знаат што се случува. Кажавте колку фирми ќе изгубат лиценца, дали е контрола направена во сите 35 или колку беа лиценцирани, па и оние кои што изгубиле лиценца или кои што се во мирување нивната работа, и дали тој број ќе се зголемува? Гледајќи од овој тренд, значи до сега 10 се анализирани како компании. Гледајќи го овој тренд, очекувам да се појават и други компании, но да не преюдицираме, да видиме до крај. Моментално имаме само 10 компании кои што биле нашите колеги на терен и имаме веќе за тие компании извештај за секој од нив.
И морам да прашам со оглед на тоа што премиерот даде некои политички назнаки во однос на тоа што се ќе се истражува од минатото, дали вие во Министерството за здравство правите и внатрешна анализа и контрола во однос на давањето на лиценците, иако тие се запишуваат можеби кај Малмет, и целиот тој бизнис кој што се развил до таа рамка да едно време стигна над 60 фирми. Дефинитивно, и кај нас веќе има работна група која што ги следи и ги анализира сите процеси. Трае затоа што ако влезете внатре во таа канцеларија ќе видите куп тон на хартија, веќе све мануелно, секој фолдер е приказна за себе. Ќе ни треба време, но како и да е, ова процедура ќе ја тераме до крај за да можеме да креираме систем кој што ќе биде лесно за управување со процесите и систем кој што ќе ни дава информации во реално време. Ви благодарам многу. Благодарам за времето. Кути во 2022 година ги истражуваше најголемите случаи на кражба на марихуана поврзани со фирми кои ја одгледуваа за медицински цели. Речиси 4 тони марихуана тогаш од легалниот се најдоа на нелегалниот пазар. 4 години подосна, каков е епилогот? На фирмите им беа одземени лиценци, но каде завршија виновниците? Со цевка од оружје вперена во тилот на стражарот, украле околу 2 тона марихуана одгледана во погон на Херб Индустри во Валандовско Јосифово. Полициски началник со автомобил чистел пат на швецарски конвој со кој 200 кила легално одгледана марихуана во фирмата Medical 420 требало да завршат во Грција. Тон и 600 килограми марихуана се одземени од фабрика во Струмичко затоа што канабисот не се евидентирал соодветно и законски. Околу 60 килограми марихуана и хашиш биле неевидентирани во компанијата Five Letters и биле однесени во викендичка за да се шверцуваат. Овие 4 случаи се најпознатите криминални пробивања на системот за одгледување на канабис за медицинска потреба. Но зошто се случува така? Речиси 4 тона марихуана од легалниот да се префрлат на нелегалниот пазар. Одговорите ги бараме кај оние што произведуваат. Костадин Дуковски, управител на фирмата Ендокана, чиј погон е во Старо Нагоричане, а е претседател и на Сдруженијето на фирми со лиценца, Мак Канабис. Во фабриката се финалните подготовки пред да се пушти во употреба. Се користи технологија на НАСА, истата она користена за одгледување на растенија на вселенски станици. Но пред технологијата, одговорот за тоа зошто готова марихуана се краде од легални фабрики или се прават криминални злоупотреби според него е едноставен. Нема јасни законски правила. Па оние што вложиле се обидуваат да го спасат вложеното дури и со криминал. Тоа значи дека ако не биле фатени, тоа можеби е дел од аномалија на нашиот систем. И на сама нива се даваат лиценци, иако не сме препишале сефот каков, нели, со каква изолација треба да биде, и нормално е да се случуваат такви ситуации, затоа што тоа е добар плен на криминогени действија. Само слушнал е дека канабисот е добар бизнис. И од тоа добриот бизнис влагаат во трошкови и после не знаат како да излезат од трошковите. Тоа се случува и тоа е реалност. Иако Македонија е сончева земја, сепак причината зошто станува Елдорадо канабис дестинација не е сонцето и плодната почва, туку законите. Во 2016 Македонија легализира производство на канабис за медицински потреби, додека во цела Европска унија таков закон имаше само во Холандија. Времињата се сменија, одгледување на канабис се легализираше во уште десетина земји во Европа. Ама во Македонија имаше проблем. Не се носат подзаконски акти за дорегулација на производството. И во таа правна дупка се наоѓа место за незнаење или за злоупотреба со шверц. Поречиси 4 години и случаите во голема мера се разрешени. Дел од обвинетите завршиле за дрешетки, дел се во бегство, а некои били и странски државјани, па се протерани од македонското тло. За кражбата на 2 тони марихуана од Херб Индустри се гонеа 6 луѓе. Еден од нив, кој не беше достапен за органите на прогон, а подоцна пронајден, доби 5 години затвор.
додека пак еден од неговите соучесници во меѓувреме е обезбеден и е во фаза на спогодување со обвинителството. Двајца се уште се во бегство, а за двајца отфрлена е постапката. Херб индустрија е затворена и повеќе не произведува марихуана за медицински цели, а фирмата е во стечај. За кражбата на речиси 60 кг марихуана од Five Letters, 3 лица се правосилно осудени на затворски казни од под 6 години. Двајца од нив се албански државјани и се протерани од земјава во време траење од 4 години, додека пак обвинетиот, државјанин на Косово и Швајцарија кој беше во бегство и пронајден во Хрватска, бил екстрадиран во земјава, ја признал вината и се спогодил со обвинителството, при што му била изречена казна затвор од 4 години и протерување од државата во време траење од 10 години. На Five Letters, откако се случи грабежот и беше одземена лиценцата и фирмата е во стечај. Во случајот со шверцот на 200 кг марихуана, која беше запленета во близина на Плетвар, во која учествуваше американската ДЕА, единствено полицискиот началник Кире Спирковски од сите обвинети не призна вина. Судот му изрече казна затвор во траење од 4,5 години. Неговите двајца соучесници кои се спогодија добија затвор до 5 години, а останатите тројца по 3,5 години. Можеби ова е само почеток на одмотување на клопчето кој се е вмешан во бизнисот на одгледување на медицински канабис, односно извозот на марихуана надвор од земјава и колку долго тој траел. Код секако останува да истражува. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код, се гледаме идната недела со нови детали. Имајте пријатна вечер.